Почитувани, денеска одбележуваме 80 години од историскиот момент на кодификација на македонскиот јазик, темелна вредност на нашиот идентитет, култура и државност. Тоа е делото на Блаже Конески, но и многу други значајни великани. И му дадовме почит и го пренесуваме аманетот за негова заштита, промоција и унапредување од генерација на генерација. За жал, токму денес, сведоци сме на игнорантски однос од актуелната власт, предводена од ВМРО ДПМН, која веќе 9 месеци не спроведува ниту една одредба од Законот за употреба на македонскиот јазик. Инспекторатот за употреба на македонскиот јазик не може да функционира затоа што се уште не е усогласен со Законот за инспекцијски надзор. Нема вработени инспектори, само партиска директорка од редовите на ВМРО ДПМН и толку. Нема нови вработувања ниту на лектори, нема ниту стипендии за ученици и студенти. Прекинат е дури конкурсот Цртај на македонски јазик, што успешно се реализираше 3 години. СДСМ во изминативе години превзеде конкретни чекори за заштита и унапредување на македонскиот јазик. Македонскиот јазик стана официјално признат во светот, но и во рамките на ЕУ преку договорот со Фронтекс. Обезбедивме буџетски средства и дигитализација на картотеките во Институтот за македонски јазик. 5 милиони записи се трајно заштитени. Го дигитализиравме толковниот речник и правописот, правејќи ги достапни за сите граѓани. За прв пат, по 24 години, вработивме научници во Институтот за македонски јазик. Донесовме закон што предвидува вработување лектори во сите институции и задолжително лекторирање на официјалните документи. Тоа се конкретни дела за македонскиот јазик. Министерот Љутков покажува огромна неспособност. На овој значаен ден СДСМ ја повикува владата веднаш да ги спроведе сите законски обврски од Законот за употреба на македонскиот јазик. Отворањето на инспекторатот, вработувањето на лектори и обезбедувањето стипендии не се прашања на партијата, туку прашања за национална должност. Македонскиот јазик заслужува државна грижа, а не партиски заборав. Ви благодарам.